Воздухот во Кочани вчера беше како во него да работи најтешка индустрија, откако мерењата покажаа високоризични и досега неизмерени над 400 PM10 честички. Бидејќи таков голем загадувач во Кочани не постои, јасно беше дека станува збор за воредна еколошка состојба, а изворот беше лоциран во населбата Трајаново Трло. Видовме дека имаше и палење на гуми, дека имаше можеби од домаќинствата, така да кога сето тоа се собере, добиваме резултати кои се 8 или 9 пати беа над дозволеното. Најголема причина за енормното загадување во Кочани беа запалените гуми и пластика кои синоќа состојбата со воздухот ја направија алармантна, поради што денес на терен излезе инспекцијата. Касија излезени сме на терен по неколку пријави од преку викендот дека овде се палат кабли, дека има дива депонија формирана нова. Се со цел да ја спречеме и со присуството тука на терен да ја подобреме комуникацијата со населението тука. Од општината денес најавија вонредно расчистување и на дивата депонија овде и поставување контейнери, но без соработка со тамошното население, решение за проблемот со загадувањето на Трајаново Трло тешко дека ќе се најде. За воиднина, загадувачите на воздухот точно да се лоцираат, еколошките здруженија бараат поставување на повеќе мерни станици во Кочани.